Распостано на крајниот југоисточен дел на Радовишко поле, од левата страна на реката Струмица, на 21 км од Радовиш, на само 3 км од регионалниот пат Радовиш-Струмица, со атар од околу 18 квадратни километри, со 630 хектари обработливо земјиште, со 1000 хектари шуми, со околу 300 куќи и 1000 жители земјоделци, селото Злеево е едно од поголемите населби во Радовишко. Наминавме во ова село да ги посетиме мештаните, да видиме како и тие денеска живеат. Ти иначе од што живееш? Како живееш? Само од земјоделие, немаме друга екзистенција за живот. Земјоделие, пиперка, тутунче седеме, кравички нешто чуваме. Колку за живот, за лепче да вадим. Негде околу 6 тона имам извадена пиперка. Кафаронки еден декар имах сега, ама беше 30 денара. На пазар се продаваше кило, иначе откуп беше 20 денара. Колку насади тутунче ова година? Под 12-13 декар имам. И колку изваде? Од прилика? Не знам, ке имам околу 1800 кила. Колку пари очекуваш да речеме да земиш? 3-4 евра. Да. Ќе ти стасат? Не верувам. Па ја работев во погон у ЗИК, у Злево. И? А сега сам дома, ја 12-13 години сам постече. Дома сам си. Немаме работа никаде. Синовите и двојца се дома, не вработени. Снаа не вработена, жена не вработена, ни еден. Колку има земја твоја да рече вака? Ние 5-16 дека. Ја работиш ета? Работиш. Дори под нас земам некаде по 500 динара, дека по 5 дека да земам под нас. Компир нешто посеја. Компир има ако 4 тона компир. 4 тона? 4 тона. Од колку декари? Е по 3 декара скоро. Дојде нош 5 динара компир, носи ли си? Не го барате ми како? Абе, не оди цената не му. Нема да ми остане 1000 евра после нова година. Нема сигурно да остане. Сега даваме пари за ѓубрива, за нафти, за орање и пак нема пари. Па најмногу 6 декара да посејам пченица. И 5 декара да посејам ичимен за стокат. За 10 до 12 декара да ги изорам, треба ми 50 кила нафти. Ѓубре треба на 10 декара 500 кила. Семе си имам мое. Од старото семе, не може да купиме од 20 динара на кило семе. А 8 динара пченица таа зима. Доваѓа ред, се разболиме, дома се лекуваме со домашни лекови. Немам зелени картони, немам осигурање никое. Ако плаќам и осигурање, треба за леп да трпам. Бев во собрание во Радовиш, ми рекоа дека немам една педа земја на моје име и не може да бидам земјоделец. Што му фали на селово да види животот поарен? На селото му фали паметни луѓе. Да има кој да го води селото, да бара од општина, да бара од државата, али нема кој да се загрижи за селото.